Почитувани, владата на ВМРО-ДПМН не испорача историски резултати, а наместо горда Македонија, коалицијските партнери во владата не го почитуваат ниту македонскиот јазик. На официјалното обраќање, вице-премиерот Арбен Фетај одби да одговара на македонски јазик. Со ладнокрвност порача дека уште не бил спремен на македонски. Тоа го кажа човек на висока функција во владата на Мицкоски. А од ВМРО-ДПМН и Мицкоски молк. Нема реакција, нема извинување, нема барање за одговорност. Прашањето е едноставно. За оволи на Мицкоски му требаа 58 претеници. За уште поголемо непочитување на македонскиот јазик и институциите. Ова не е изолиран случај. И други функционери од албанскиот блок во владата на Мицкоски не се обраќаат на македонски и не одговараат на медиумите. А од ВМРО-ДПМН нема ништо. Во јуни имаше сличен случај и Мицкоски излезе и кажа дека ако се повтори уште еднаш, ќе биде разрешен директорот кој тогаш одби разбори на македонски јазик. Ќе го разрешили Мицкоски, сега Фетај. Или функционерите од власта се недоприливи. Уште колку пати Мицкоски ќе каже нешто, па ќе го порече. Законот за употреба на македонскиот јазик, донесен во 2024 година, предвидува и санкции за неупотреба на македонскиот јазик. Казни од 1500 до 3000 евра. За непочитување на употребата на македонскиот јазик има, а нема кој да ги напише. Прашањето е зошто? И дали намерно не се формираше инспекторатот за ова самоволие на функционерите од власта вака да поминува. ВМРО-ДПМН и Мицкоски на сето ова се прават глуви и слепи, како ништо да не се случува. Се колнеа во македонштина, се бореа против францускиот предлог и асимилација, а денес не можат ни да обезберат почитување на македонскиот јазик во сопствената влада. Почитувани, ова е суштината на лицемерието на ВМРО-ДПМН и Мицкоски. Едно зборуваат, а друго прават. Се колнеа во патриотизам, а денес македонскиот јазик, темелот на нашиот идентитет, е понижен токму во владата која тие ја ворат. СДСМ ќе продолжи гласно да се спротивставува на ова непочитување. Нема да дозволиме ниту молкот на Мицкоски, ниту ароганцијата на неговите коалицијски партнери да избришат должноста на сите функционери да го почитуваат македонскиот јазик и граѓаните. Ви благодарам.